Да, почнуваме со дебатниот дел. Како што кажавме, тука го имаме господинот Ѓорги Илиевски, поранешен просветен инспектор. Зборуваме за проблемот со недостатокот на учебници, разговаравме за ова и минатата училишна година, но проблемот обстојува, но се чини дека и се проширува. Па така, онаа пресконференција на Комисијата за заштита на дискриминација откри навистина фрапантни податоци. Вели дека од 126 учебници во основното образование, Министерството не обезбедило 43, односно 34% од учебниците по сите наставни предмети и на сите наставни јазици, ки имаат само учениците во прво и второ одделение, соопшти Комисијата. Господин Илиевски, дали вие бевте вака фрапиран од овие податоци? Ваков парадокс, вакви небулозни работи, несериозни работи, кои што ни се случуваат 3 години, без учебници, делумно со учебници, делумно со некои си скрипти, каде што учениците се снаоѓаат како што знаат и умеат, а во тие рамки за жалење се и наставниците кои што сепак и тие треба да се прилагодуваат, да се снаоѓаат во дадена ситуација. Она што и вие го кажавте, како и Комисијата за заштита за дискриминација, ваквата 1/3 да немате учебници во една учебна година која што започнува е недозволиво и господинот министер, јас го нарекувам во моите пишувања така наречен министер за образование и наука, се додека не се докаже, а е докажано, дека има направено образовен криминал со назначување во наставно-научно звање доцент од Стручкиот универзитет. Овој така наречен министер, слуга на Рамиз Мерко, со право тоа го кажувам, имам и зошто, не сноси одговорност каде што и Комисијата за дискриминација укажува дека има учебници само за прво и за второ одделение, додека нема учебници за трето, шесто и за други одделенија, како за и учебници по за македонски, албански, турски и босански јазик. Потоа нема учебници за природни науки и општество, и да разборуваме дека нема учебници по математика. Македонскиот јазик, каде што го нема, каде што е застапен за малцинствата, значи на албански, турски, српски, босански јазик. Од 4-то, 5-то и 6-то и така натака. Значи, како и за другите учебници, значи ова што сега се гледа и каде што со право новинарите му поставија прашање дали сноси одговорност, господинот не му трепнува ни око и вели дека тој не сноси одговорност, дека одговорноста е некаде на друго место и дека, а каде е тоа друго место, и самиот не знае да каже, дали е во педагошката служба, дали е во печатењето, дали е во Националната комисија за учебници, дали е во комисијата кој што Советот за унапредување на образованието и науката, каде што преседава председателот на владата Ковачевски. Значи, не се знае ништо. Во една ваква ситуација, во една правна држава, за ваквите чинови, министерот треба да си поднесе неотповиклива оставка. Затоа што, прво, има направено таква дискриминација спротивно на Уставот на Република Македонија. Во делот на неспроведување на Конвенцијата за правата на децата, каде со децата се, а Република Македонија го има ратификувано тоа. Децата не треба да бидат дискриминирани по ниедна основа, а тоа се однесува без разлика на националната и верската припадност. Да, добро, ќе кажавте некои работи за кои ќе разговараме поединечно, тоа се посебни аспекти за тоа што се е прекршено со ова, како се дискриминирани, како се прекршени и други закони. Ајде прво да видиме од онаа пресконференција на Комисијата за заштита на дискриминација, да го видиме прво прилогот на телевизија 24, подготвен од колегот Сунај Сабриовски, кој се однесува на овие податоци, па ќе продолжиме со разговорот. Од 126 учебници во основно образование, Министерството за образование и наука не обезбедило 43 учебници.
Комисијата за заштита и спречување од дискриминација утврди дека ресорното министерство не ја отстраниле повредата на правото на еднаков пристап до квалитетно образование на поголема популација ученици од основно образование во зададениот рок, нешто што е законска обврска. Па така, од Комисијата за заштита и спречување од дискриминација велат дека дополнително ќе утврдуваат дали и каков чекор ќе преземаат. Се размислува за прекршочна или тужба од јавен интерес. Од Комисијата сметаат дека за ваквата состојба со учебниците опфатени се многу институции, почнувајќи од влада, па преку Министерство за образование и наука, па се до сите останати во тој процес на обезбедување учебници. Во вакви случаи во право сте. Сето тоа почнува од владата на Република Македонија, Министерството како орган на владата задолжено за овој ресор, во рамките на Министерството и директно вклучени во процес на издавање на учебници се Бирото за развој на образование, Педагошката служба и Државниот просветен инспекторат. Тие сите заедно се клучните фактори, заедно со Националната комисија за учебници, кои одлучуваат кој и каков учебник ќе биде одобрен и ќе биде ставен во употреба. Со ваков недостаток на учебници, констатираната дискриминација не само што не е отстранета за ова учебна година, туку е од многу поголеми размери од оние што Комисијата ги утврди на крајот на јуни 2023 година, истакна Бендевска. Потенцира дека самиот факт што учениците ги немаат учебниците во раце е доволен елемент кој не може да се побие дека учебниците не се обезбедени во дадениот рок. Но во овој случај станува збор за дискриминација на многу голема популација. Голем број на ученици кои учат на сите различни наставни јазици во основното образование остануваат без учебникот како основно средство за стекнување на знаења и образување. Така пишува во Законот за учебници за основно и средно образование. Таквите форми на дискриминација законот ги препознава како структурна, системска дискриминација што ја прават институциите. Во однос на одговорот од МОН, дека за некои предмети нема интерес, односно не се јавуваат автори на повиците за изработка на учебници, Бендевска укажа на членот 17 од Законот за учебници. Да, ова се податоците од Комисијата за заштита на дискриминација, како што вели госпоѓа Бендевска, се работи за системска дискриминација, која парадоксално доаѓа од самите институции кои ги би требало да ги штитат учениците токму од дискриминација. И сега проблемот се повторува, проблемот персистира, но и се шири. Еве и Бендевска потврди дека за разлика од лани сега имаме уште поширока дискриминација и повторно ќе кажам, одговорност нема. Па, она што да повторам, каде министерот, каде Министерството за образование и наука, каде е владата, каде е Бирото за развој на образованието, Педагошката служба, да не зборуваме за Националната комисија која што ја открив едва ја добив и кој се и што се, тоа е чудо. Значи, никој не сноси одговорност и се префрла топката не знам каде. За ваквото нешто, за ваквото прекршување на Законот за основно образование, во делот на Конвенцијата за правата на детето, во делот на она што значи најдобар интерес на детето, а гласно и јасно говорат како министерот, така премиерот Ковачевски во Куманово, како и Оливер Спасовски, најдобриот интерес на детето, а за најдобриот интерес на детето ни најмалце не се интересираат да добијат учебници, веќе тоа се провлекува. И ова учебна година се оди со тоа понижување кон населението, кон граѓаните, кон родителите. И ваквото нешто ние немаме квалитетно образование. Немаме квалитетно образование. И не е најдобар интерес на децата. Најдобриот интерес на министерот се криминалот и корупцијата, непотизмот и тендерите. Добро, господин Илиевски, имате ли вие, бидејќи сте работеле во тој систем, сте биле просветен инспектор, каде е проблемот? Сега, бидејќи сега сме навлезени во еден круг на некакви објаснувања, обвинувања, кој е виновен, кој не е виновен, каде лежи топката, па немало автори, па немало рецензенти, па
Бирото за развој на образование не напишало, овие не напишале, оние не напишале. Порано сето тоа функционираше. Едноставно имаше учебници, имало и порано веројатно некојаш застои, проблеми, но не вакви се разбира. Сега вие бидејќи сте биле натре во системот, каде лежи проблемот според вас? Каде е главниот проблем? Прво, вакво нешто во мојот работен век на делување немало. Јас сум бил подсекретар за образование, за основно образование. Се знаело како тече една концепција. Прво морам да кажам дека концепцијата за основното образование е незаконита. Концепција подготвува, припрема Бирото за развој на образованието. Во тие рамки може да се вклучат и експерти, а не може концепцијата да ја прави Министерството за образование и наука, кој што е несоодветна, нестручна и непрофесионална. Тука имаме најголем проблем. Што значи донесената концепција е спротивно на закон. Тоа е една работа. Втора работа. Порано се знаеше, ако не може Министерството за образование да обезбеди учебници, како што не може да биде, тогаш се ангажираат институции кои што се занимаваат точно со издаваштво на учебниците. И целата процедура го прават тие обезбедуваат и рецензенти, тие обезбедуваат и автори за пишувањето. А не на ваков начин. Сега што се случува? Сега најголемиот интерес на министерот за образование и наука и за некои други е тендерот. Кој да го добие? Колку проценти да се добијат? И сега се случува ненавремено доставување на учебници, неснаоѓање со автори, затоа што ги молат. А многу оние автори кои што пишувале порано, сега не сакаат да пишуваат, бидејќи не се сложува со ова концепција која што промашена. Ова концепција е промашена. Од ова концепција, како што 2021 година говореше поранешната министерка Царовска, а овој сега продолжува Истиов, дека таа концепција е по развиените земји, како Данска, Финска, Норвешка, Шведска и така натака, за да добијат заушка и да ги шамарат, дека не е тоа така. Дека нема врска тоа со некоја концепција која што е пронапредна и онака како што е во развиените земји. Добро, мислите дека како што вие велите застојот или ова што се случува со тоа што немаме учебници е поради тоа што се е поврзано со тендерите? Се со тендерите. Таму се калкулира, таму се мери. Зошто да? Дај да бидеме отворени. Оној тетовскиот Арберија дизајн, како се вика. Да. Така. Тоа е она што го финансира политичката партија ДОИ. Ова е од таа политичка партија. И тоа не е тајна. Ние немавме свидетелства до вчера. Значи, свидетелства, една хартија која што се прави, тоа е страм нешто. Сега тука се тие криминални работи. И сега се случува да добие ова фирма од ДОИ, од таа политичка партија, па ќе му дадат некои други, но вината не е во тоа што денови слушам. Добро, но се извинувам, тоа околу тендерите ми се чини дека секогаш било така. Значи, порано сме правеле истражувања, секогаш одредени фирми добивале тендери за печатање на учебници, секогаш тоа било на некој начин, тие средства биле усмерени и со оваа, и со претходната влада. Тоа ми се чини дека исто. Пазите една работа. Секогаш 1 септември има учебници. Да, тоа е различно. Сега ве молам. Сега, тоа што ако се даде учебници да печатат порано, кога јас бев, просветно дело, или тогаш беше Табарнакул и други трети, се знаеше каде одговорност и кај треба сносат пенали. Овде ние немаме сега ни сносење на одговорност. Гледате? Никој не сноси одговорност. Не сноси одговорност. Овој воопшто не му е гајле. За него стои политичката партија и тој си ја тера работата. И ти вели, вчера од Охрид, вели дека ќе има од 1 октомври. Која е таа играчка? Која е таа несериозност?
Која е таа несериозност и на владата, кој што формира совет? Совет формира за напредување на образованието и науката. Каде што, пазите која е смешност. Тоа е факт, дека ние како Република Македонија немаме институција која ги истражува, анализира проблемите во основното, во средното, во високото образование, ученичкиот стандард и така натаму. Немаме такво нешто. Сега им текна, ќе формирале совет, го формира 2022 10 месец, каде што тој совет преседава председателот на владата Димитар Ковачевски и во тој состав се министерот за образование Јетон Шакири, вице-премиерот Артан Груби, за економски прашања Фатмир Бетичи, министерот за финансии Фатмир Бесими, па потоа следа таму и други служби, педагошка служба при МОН и така натака. Овие личности појма немаат од образование. Од образовната политика немаат појма. Значи немаат. И со право академската фела, стручна фела реагира на ваквото нешто. Ова го нема никаде. Јас ги истражувам сите работи. Значи вакво нешто нема. Вакви совети нема никаде. Да. Еве нека кажат. Ево нека ме демантират. Која би била функцијата на тој совет? Значи имаме министерство, имаме низе на служби други кои се поврзани, ги кажуваме. Што ќе е сега и тој совет? Па нема ништо. Еве нека кажат кога се состанала интеруниверзитетската конференција. Кога се состанал Националниот совет за високо образование. Кој формално функционира. Формално функционира. Агенцијата за квалитет на високото образование. Кога се состанало и тие одборите нивни. Бирото за развој на образованието. Центарот за средно стручно образование. Немаме учебници за средно стручно образование. А најголемите критики ги добиваме од економската комисија за образование, за средното стручно образование. А сите тие институции си течат плати, си течат дневници, си течат комисии, си течат управни одбори. Сите тие комисии земаат пари. Сите. И што се случува? Нема ништо. Ево нека некој ги праша. Кога се состанале? Јас тоа барав. Да ми дадат кога се, вика, ти многу бараш. Кога се состанале? Што сте расправале? Нема ништо. Нема никаква одговорност. Да, добро, кажуваме неколку пати за одговорноста. Ајде да видиме од прилогот подготвен од телевизија 24 од колешката Ивана Стојкова за министерот Јетон Шакири, да ја видиме и неговата страна на приказната. Што вели тој, зошто не чувствува одговорност, бидејќи нема учебници? Учебниците за трето оделение се печатат и доставуваат до училиштата, а за шесто оделение допрва чекаат на одобрување од Националната комисија за учебници. Министерот за образование покрај тоа уверува дека до крајот на септември ќе завршат постапките. Одговорност не чувствува затоа што втора година поред процедурите за учебниците не можат да се завршат на време, ниту затоа што и наставниците и учениците лани беа оставени без учебници, а дел од нив ги добија дури на крајот од школската година. Одговорноста во овој момент кога зборувам е одлуката за одлучување на економскиот оператор кој треба да ги испечати учебниците. Јас како министер целата постапка го имам завршена во крајот на месец јули. Не учествувам, исто како министер и како директор, некој директор на основно училиште, не учествувам во ниту една постапка во Националната комисија, во педагошката служба, во мислењата на рецензентите, во мислењата на другите. Не можам да имам одговорност за постапките кои не зависат од министерот или конкретно од министерот за образование и наука. Во одбрана на министерот застана и премиерот Ковачевски, кој исто така смета дека одговорноста не е кај Шакири, бидејќи како што рече не може министерот да седне и да напише учебник. Според Ковачевски, оваа учебна година состојбата со учебниците била значително подобрена во однос на минатите. Но освен учебниците, дополнителни дилеми кај наставниците предизвика испојувањето на предметите историја, географија и граѓанско образование. Дел од нив стравуваат дека нема да има доволен фонд на часови, дека се соочени со ризик да ги изгубат работните места. Шакири уверува дека нема потреба од страв. Јас побарав од бирото да се подготвува техничко решение. Фондот, годишен фонд на часове на наставниците по географија, заради тоа што во годишниот фонд не влегуваат само 6 одделенија, влегуваат и 7, 8, 9 и другите години кај што имаат географија. Ист според тоа што го има и претходната учебна година. Што значи дека нема да има проблем со фондот на часове. Што се однесува во делот на организација
Делот на упатството од бирото се однесува како треба да се организира распоредите, што некои училишта го имаат завршено, некои се уште има дискусија, но и за професорите за географија, и за другите професори, сите училишта ги повикувам и родителите да ги разгледат кои се учебните програми и кои се изборните предмети. Пред стартот на учебната година со штрајк се заканија од независниот синдикат за образование кои се незадоволни од платите и условите за работа. Министерот најави дека денеска ќе оствари средба со членовите, но повтори дека во септември со новите колективни договори наставниот кадар ќе добие повисоки плати. Инаку согласно одлуката донесена на владина седница, годинава учениците првпат ќе имаат пролетен распуст кој ќе трае од 29 април до 5 мај, а учебната година ќе трае до 17 јуни. Еве, господин Илиевски, сега имаме помалку и контрадикторни ставови на министрот и премиерот. Да министрот признава дека има проблем, но вели одговорноста не е кај него. Па еве слушнавме набројува кои се сите тие институции, вели не може он да напише учебник, како што вели премиерот. Премиерот па вели дека ова што го зборува Комисијата за заштита на дискриминација, тоа што го гледаме кај нашите деца во училиштата, дека не е точно, дека состојбата со учебниците е подобра. Господин Сејат, ова што го слушам, не е да е стран. Ова е недопустиво да слушаш од еден премиер вакво нешто. Јас ги во мојата колумна ги нарекувам копуци, незнајковци, нерани мајковци, кои што се го понижуваат македонскиот народ, сите што живееме тука, граѓаните. Не е бил одговорен. Па, господин премиер, ти си преседавач на Советот за унапредување на образованието и науката, да те подсетам. Пишувате и кажувате, МОН, согласно сеофатните анализи, ако сте направиле, като тоа го пишувате, за состојбите во основното, средното и високото образование и наука, ученичкиот и студентскиот стандард, со цел подобрување на квалитетот на образованието и науката, оптимизацијата во образованието за зајакнување на системите на евалуација и оценување, реформирање на наставните програми со нивна поголема насоченост кон резултатите од учење, подобра ориентираност кон потребите на пазарот на трудот, како и програмите за во високо образование, да ги осликуваат потребите на пазарот на трудот. Во оваа ситуација, каде што вие преседавате, во тој состав влегуваат сите ваши министри, Јетон Шакири, Артан Груби, Бетичи, Фатмир Бесими, каде ги вклучувате и сите овие комисии кои што земаат пари, и тоа треба да се испита, кога сте одржале состанок, кога сте одржале средба и кога сте ги решавале овие работи. Одговорноста во една правна држава е неотповиклива оставка и на владата и на овие што вака се однесуваат со понижување кон народот. Тоа е недопустиво нешто. Вие да немате учебници, 1/3, вие да правите од хемија, физика, биологија, географија, еден предмет во природни науки, или од историја, географија, да правите општествени, историја со општество и така натака, и тие ги немате. И тоа што се испечати, грешка. Македонија се граничи на исток со Албанија, на запад, добро е што напишале, не знам кој, да уште требало да напишат Афганистан. Срамота. Бирото за развој на образованието прави, прво не знаат, Бирото за развој на образованието прави наставни програми. Наставни програми. Со тие наставни програми им се дават на педагошката служба при Министерството за образование и наука. Им се дава. Таму, одговорници со се, гледаат дали може да најдат, се распишува конкурс, но тоа е благовреме рок, 6 месеци порано, не е 2 месеци пред учебната година. Значи, и ретко да се јават. Се јавува некој, кој што едноставно сака да напише нешто и од таквото брзање ни се случува тоа што се случува. Националната комисија за учебници, кој што тешко можев да ја добијам, таа национална комисија кој се, а каде што со решение на владата, подпишано од Димитар Ковачевски, за председател и членови се професор доктор Јованка Лазаревска Станчева, председател на тој национална комисија, кој што е од филолошкиот факултет англиски јазик.
За членови на високообразованите научни установи од областа на јазиците, значи македонски, албански, босански и така натака, турски, се професор доктор Симон Саздов од Филолошкиот факултет Скопје, професор доктор Елена Јованова Груевска, директор на Институт за национална за македонски јазик, Лужи Мадеби, професор на Педагошки факултет албански јазик во Скопје. Што овие се состанале? Кога се состанале? Зошто ги немаме овие работи до сега? Што констатирале? Понатака, ова е најинтересно, што треба да знае македонската јавност. Од едно на високообразовните научни установи од областа на општествено-комунитарни науки била Марија Ристевска, професор од Педагошкиот факултет Битола. По нејзино барање е разрешена, значи и од оваа комисија, и нема нов член, нема ништо, не функционира оваа комисија. Што е причината? Ја терале да пишува позитивно за историја и општество, каде што има невидени грешки. И таа си понесува оставка. И во ова комисија немаме член. Нека го кажа тоа министерот за образование кој што се повикува на националната комисија. И трагедијата да биде поголема. Во ова национална комисија претежно се луѓе кои што се и политички ангажирани. Ево само од редот на основните и средните училишта, Гордана Атанасова, поранешен директор на основно училиште Климент Охрич во Битола, сега е секретар на СДСМ во Битола. Понатака, Анđелка Бараковска е поранешна директорка во едно од основни училишта во Пилеп. Марина Джепаровска, Драган Нарсовски, поранешен директор на Корчаген, сега е во пензија, што не треба и да биде. Значи, Ајрета Чајлани, Гани Ахмети е радешен, на негово место е Ариета Рамадани и така натака. И тоа е со решенија. Која е национална комисија? Ова национална комисија не е ни компетентна. Добро, Да. ајде малку повторно да вратиме големата слика. Значи, министерот за образование, го слушнавме што вели, тој вели има тела, има комисии, има институции кои работат. Јас не сум виновен, вели, што тие не си ја завршиле работата, но знаеме дека министерот е менаџер. Тој е таму ставен токму да го менаџира процесот. Значи, да го менаџира процесот и на 1 септември учениците да имаат учебници. Ова вие што го кажувате. Која комисија нема членови? Каде се нестручни? Каде не функционира? Кој не ја завршил работата на време? Тоа си е се негов проблем, негова работа за тој да си ја заврши и на 1 септември да има учебници. Точно. Јас барем така го разбирам системот. Така е, бидејќи ова национална комисија е проформа, и ќе се откријат сега и други моменти за таа национална комисија. Каде им работат мажите, па жените, па не знам каде, на кого, како се пронајдени овие личности. Сето тоа ќе се истражува и ќе се бара, затоа што не е стручно и професионално. Второ, во ваквото нешто, неотповиклива оставка треба да си поднесете. Добро, но вие вака пишувате во колумната, велите ова што го прави овој министер за образование го прекршува Законот за основно образование во однос на Конвенција за права на детето, основно човеково детско право, право на образование. Второ, постапува спротивно на Уставот, врши дискриминација врз учениците, кој ги става во нерамноправна положба со сите деца, тоа е немање елементарни потребни за учебници и така натаму. И председателка на Комисијата за дискриминација најави исто така тужба против Министерството. Значи, тука имаме и сериозни прекршувања кои може да имаат и законски последици. Згора на тоа, јас сум изненаден. Зашто молчи народниот правобранител? Кој што идите како има право народниот правобранител да ги штити правата на децата од дискриминација. Па кој да ги штити ако не ги штити народниот правобранител? Па ги нема. Каде се појавија? По дефиниција е... Така е, народен правобранител. Ги нема никаде. Каде е јавното правителство? Дали ова што милува да кажат злосторничко здружување на нештата? Само да ги почетам нашите гледачи, пред повеќе години, со паѓањето на авионот во Охрид, министерот тогашен
на транспортни врски си поднесе неотповиклива оставка. Министерот за транспортни врски тогашен не беше пилот. И господинот Ковачевски треба да знае дека во оваа ситуација пилот кој што треба да ги води овие работи, е токму Јетон Шаќири. Човек кој што не е сериозен, кој што не си ја знае работата и кој што има направено образовен криминал. И тоа е факт. Ево, јас сакам да седнеме и на дуел и да разговараме. Нека знае македонската јавност што и како е. Нека знае дека овие од Национална комисија за учебници само подпишуваат и бегаат. Нема. Тоа е промашена работа. Еве, имаме и меѓународни истражувања кои велат дека Македонија се соочува со криза во учењето. Постигнувањата на учениците се под просекот на учениците од Западен Балкан. Соседните земји постигнале подобри резултати во учењето со помалку повисоки нивоа на расходи за образованието. Во моментот 87% од расходите за основно образование се трошат за плати и вработени, нема средства за капитални инвестиции и така натаму. Значи, ова е само уште една алка, ова недостатокот на учебници во целиот систем, не е тоа дури и главниот проблем на образованието. Значи, образованието има навистина длабоки системски проблеми кои го покажуваат на крај ова, колку децата на крајот знаат. Ево, ова меѓународно истражување, колку ученичества се померка на детето, ова што го кажавте. Овој совет за унапредување, ги има тие материјали. Што на тоа направиле? 87% одат за расходи во образованието за плати. Каде за инвестиција капитална, каде за опрема, нагледни средства немаат. Какви кабинети? Кабинетите се пусти, немаат нагледни средства, дали по хемија, дали по физика, дали по биологија, па сега викаме за природните науки. Па за природните науки си сака да има лаборатории, нагледни средства, нема. Не се извојуваат. Со таа концепција од 21,5 милион евра од Светска банка, кој што треба за 10 години да ги вратиме парите. Што се направи? Што се подобри во образованието? Што со право констатира што ситуацијата е таква што голем број училишта држат настава во 2 смени. Значи нема доволен фонд за изведување на дополнителна, додатна и други активности. Во 2 смени работа. Сликата ни е таква. Имаме руинирани училишта. Што значи тоа? Што е лошо тоа што работат во 2 смени училиштата? Па нема доволен фонд на часови како што ги има во Европска унија и она што констатирала и ОПСЕ, дека нема доволен број на часови. 500 и нешто часа има за прводение, за разлика од кај нас во Европска унија. И во други места тие се многу повеќе, затоа што тие таму работат во една смена. Има фонд на часови кои што треба да се исполнат. Нашите деца 11 години што учат, значи нивното знаење за 7,5 години, значи 3,5 години Да, го имаме и тоа, вели дека што велите по 11 години поминати на училиште, едно дете во Македонија во просек има образовни резултати еднакви на 7,3 години на учење. Така. 3,7 години се заломно потрошени и уште по-поразително што ова е најлош резултат во Европа. Така е. Значи немаме. Ова наместо тие да се занимаваат, да го отрнат ова концепција. Концепцијата е промашена работа, морам тоа да го кажам, затоа што и ОЕЦД, значи и сите други укажуваат на меѓународните испитувања ние сме најслаби со читање, пишување и така натака. Значи, таа концепција, кој што почна да ја прават, од царовска панатака, има големи пропусти. Има големи пропусти и не води кон квалитетно образование. Значи, вие имате училишта, каде што нема елементарни услови од хигиена, од нагледности. Па тоалети немаме, уште имаме полски WC. Ние во едно урбано скопско училиште, да не спомнувам општини така натака, имаме таква ситуација да нема уште столчиња некој.
за седење. Столчиња за седење нема. А да не зборуваме за кабинети, за нагледни средства, да не говориме за нешто што не е така. Каква Финска? Во Финска 100 години пред се подготвувале да створат нешто за образованието. Ама давале приоритет на економија. Економски развиената земја Финска на ПИСА проектите, на сите тие тестирања се наоѓа меѓу првите. И е пример. Во светот е во пример. Таму надпревар има меѓу самите наставници, затоа што има услови, економски услови има. Таму наставник не може да се прими на неопределено работно време ако не е магистар, ако не се усовршува. Таму политичките партии, дали се леви и десни, се сложуваат за развој на финскиот систем на образование. Деновиве гледаме Шведска. Шведска се враќа кон учениците затоа што констатираат, согледуваат, истражуваат нивните институти. Ние немаме такво нешто, кај нас некој институт да истражува и тие работи за образованието. Констатираат дека децата слабо чита, слабо пишуваат. И дека тоа електронски не функционира баш кој што е замислено. Па не функционира. Друго е кога ќе земете учебник во рака да читате, друго е. Ние мораме да бидеме начисто. Ние во Финска се направило предуслови и услови за развој. Ние тоа не го согледавме. Дека кои се нашите предуслови, услови за да одиме напред. Кај нас отидоа, битка се водеше, се јавуваа разни здруженија, дека не може Тоа без учебник. Без учебник, основното средство е учебникот. Тоа на народната, како вели, видела жабата која се подколува и сака и она. Добро, имаме и други проблеми. Имаме, например, недостиг од квалификувани наставници за оделенска настава, споредбено со наставници за предметна настава, тоа е уште еден проблем. Така, имаме тоа е истражување што би направиле меѓународно истражувања кај нас во руралните средини, општините. Ние немаме квалификуван кадар. Како по општествени, така и во природните науки. Физика, хемија, биологија и така натака. Немаме. И таму треба да се преобразуваат. Сето тоа треба да се направи на големата слика, што велиме, и да се знае од Министерството за образование и наука во Република Македонија имаме 1000 училишта основни, од кои 300, да речеме 60 се централни училишта, целосно, 600 и нешто се подрачни. Колку имаме во подрачните? Ние немаме, еве сега во ова слика што треба статистички да се гледа, во ова учебна година, колку ни фала деца за прво одделение, за второ, трето и така. Си бегаат, си одат. Да, гледаме во многу градови исто така податоци излегуваат многу помал се запишани деца отколку што има место. Така. Особено во помалите градови, во помалите места. И морам ова што прв пат сега тоа ќе го кажам кај вас. Концепцијата што беше направена се искажа големи лаги. А тоа значи тие велат извршивме испитувања кај наставниците. Да, извршиле на 4168 наставника во основното образование, од кои 2168 во предметна настава и 2000 одделенски наставници. И тие го искажува своето мислење, дека има потреба од реформирање на образованието. И јас сум за тоа. Но тоа треба да биде темелито и сеопфатно што треба да биде. Но никаде тие наставници од ишувањето не го истакнуваат мислењето да наставните предмети физика, хемија, биологија, географија да бидат во еден предмет наречен природни науки или да нема учебници. Да нема учебници, нема нигде. Еве само овој податок од тие резултати. Што кажуваат наставниците нивото мислење? Неопходно е да се реформира образованието за да се подобри. Се сложуваме. Учебниците да бидат прилагодени на учениците или на барањата на наставните програми каде што има и запоставување на воспитните компоненти. Значи, учебниците, а не
што викаше царовска и овој продолжува, па нема потреба. И се затоа ќе правиме сега преку интернет, предам што. Учебниците и наставните материјали се најприоритетна сфера на реформирањето. Подготовката на нови учебници по повеќето предмети и овозможување поголема слобода да користат и други наставни материјали со учебниците. Да, значи учебникот како основно средство и нормално да користат и други алатки кои што треба да биде збогатување за квалитетот на образованието. Има и други моменти каде што наставниот план, наставните програми се најприоритетни за реформирањето. А тоа го прави педагошката, односно го прави Бирото за развој на образованието. Тоа е проблемот. Сега, во делот на оценувањето и поучувањето, кажуваат, значи, повеќе да има истражување, да има креативност, да се даде материјали на децава по се. Но, за тоа да се направи, почитуван Ризвановиќ, треба да има да се вложи пари. Ние извојуваме за образованието 3,7%. А развиените земји издвојуваат над 5, 4, 5 и така. Ние уште кубуриме со ова ситуација што треба да биде. Да, но гледаме дека автомобили за влада, коли, луксузи, сето тоа никогаш тоа не недостасува тоа. За тоа никогаш не е проблем. И уште за крај останува, еве, доаѓа брзо и 1 октомври да видиме дали ќе има учебници, како што вели министрот, дека ќе има, но ако недостасуваат 34% навистина не ми е јасно како ќе има, но еве ќе го видиме и тоа. Видите, ова влада треба да размисли добро, да размисли за доброто, за интересот на децата, затоа што учебници мора да има и да се смени приодот во печатењето. Не да биде министерот за образование да подпишува договори за учебници со тие фирми кои што планираат, него тоа да бидат издавачки куќи. Одговорноста да биде таму. Педагошката служба благовремено 6-7 месеци пред тоа да бидат подготвени за учебници, а не да бидат за 1 месец-2 и кој ќе биде и како ќе биде. Да. Добро, ви благодарам за ова гостување. Благодарен и јас. На крај би сакал да ви подарам ова моја најнова книга Македонска општествена стварност, каде што има мои анализи, колумни, кои што ги опфаќам сите проблеми во Република Македонија од 2021-2022. Претходната книга ми беше опфатот на 19-20-21, каде што ги анализирам сите проблеми кои што се општествени, кои што е за жал перцепцијата е дека постои невиден криминал и корупција во нашава држава, дека не функционираат институциите, правосудни, судски и други институции и нефункционалноста која што треба да биде и надминување на сите овие состојби. Со ваквиот тренд на работење во нашава држава, морам да кажам дека ние тешко да можеме во 2030 година да влеземе во Европската унија. Ви благодарам, господин Илиевски, за ова Македонска општествена стварност, Георги Илиевски. Купете ја книгата. Ви благодарам уште еднаш.